Здравички, како сте? Јас сум Стефан и добродовте назад на мојот YouTube канал. Претходната недела немаше видео, заборев да снимам. Исто така имам нов распоред на видеа. Вторник е Pixelmon, четврток е овој вид на видеа и сабота ќе биде некој рандом видео од Among Us, GTA 5, CSGO, зависи што ми се игра. Денешното видео, како што можете да видите по насловот, е македонските тиктокери ми поставуваат прашања. Им кажав да не бидат too personal, па да видиме што ми поставиле. Пред да започнам со видеото, не заборавајте да оставите лайк и доколку се уште не сте сабскрайбнати на мојот YouTube канал, направете го тоа со кликање на subscribe копчето доле. Првото прашање е од Симона или Плаволката. Ајде да видиме таа што прашува. Омилените 3 работи што ги правиш пред да спиеш или пак кога станеш од спиење, а сигурно имаш такво нешто. Па да. 3 работи што сакам да ги правам пред да спијам е да гледам некој филм или серија, да гледам тиктокови и YouTube видеа, па да си легнам, и 3 работи од кои ќе станам. Сакам да си проверам social media, Instagram stories, пораки, се тоа. Потоа сакам да слушам музика или некој подкаст и да се гушкам со мачката. Следното прашање е од Делфинче, ајде да видиме таа што ми поставила. Каква цел имаш во животот што сакаш да ја постигнеш? Каква цел? Или да си имам свој бизнис, или пак да работам во некоја позната компанија за филмови, за гейм дизајн, за што било. Но повеќе сакам да си имам свој бизнис, што ќе биде околу компјутерите, дали тоа ќе биде гейм дизајн, дали ќе биде некоја филмска продукција, сакам да си имам нешто свое. Сакам да си бидам мој газда. Третото прашање е од Изабела Ѓоргиевска, да видиме што има таа да ме праша. Јас сум Изабела и ова е моја прашање за тебе. Кој тиктокер во Македонија е твојот омилен? Од сите? Не знам, сакам да прашам. Омилен тиктокер од Македонија? Па, ни ја не знам. Ги следам сите ми се интересни, Вајгале, Делфинче, Симона, Мартин Ѓоргиевски, Джеси Џоли, сите тие се интересни. Но омилен, не знам кој да кажам. Сите ми се омилени. Четвртото прашање е од Христијан Маџунков, да видиме тој што има да ме праша. Хај, имам 3 прашања за тебе. Прво, која ти е омилена боја? Второ, од каде си? И трето, кој ти е омилен тиктокер? Пак со тиктокери бе. Значи тука има 3 прашања. Првото, која ми е омилена боја? Па црна. Дефинитивно. Второто прашање од кај сум, од Скопје сум, од Рачево поточно. И третото прашање омилен тиктокер, но изгледа за сите. Омилен тиктокер дефинитивно ми е You're Not Gonna Need a Part 2, бидејќи има многу луѓе кои кажуваат некој murder mystery, некоја приказна и има опција да снимаш цела минута, не знам тие зашто снимаат на 15 секунди и цело време ти кажат 2 збора, leave a like, follow me for part 2 или 15 дел таму, не знам, затоа ми се допаѓа тој тиктокер бидејќи се тоа го става во едно видео и не треба да чекаш за да искочи вториот дел. Следното прашање е од Бојан, да видиме тој што се да ме праша. Е многу глупаво. Дали секој петок јадеш граф? Па, сакам да јадам граф, чорбан, не тавче, не ми се свига тавче. Дома многу ретко правиме граф, па може затоа и ми е омилен, бидејќи не го јадам секој петок. Одговорот е не јадам секој петок граф, многу ретко правиме граф. Следното прашање е од Вајгале, да видиме тој што има да ме праша. Здраво Стефан, моето прашање е следново, дали би работел работа што не сакаш да ја работиш, а едноставно не се земаш многу пари? Па, ова е случајот со секој човек. Многу се ретки тие луѓето што ја работат работата која сакале и се добро платени, но и не е целосно точно ова за сите, бидејќи работа што не им се допаѓа, а и не се доволно платени. Одговорот на ова прашање ќе биде да, бидејќи неверојатно нема да си најдам некоја работа која јас ја сакам. Тук ќе треба да работам нешто додека достигнам до некаде каде што ќе бидам задоволен. Предпоследното прашање е од Ана Марија или Анон Мари, па да видиме што има таа да ме праша. Кога почна да се занимаваш со вака со снимање и такви ствари со YouTube? Пошто гледам дека имаш доста знаење околу тоа и ме личиш на доста OG јутјубер. Каналов Челико го направив на 8 март 2014, значи пред 6 години. А снимам на YouTube може веќе
7,5. Имав канал пред овој кој копира и такви чуда имав и ми го банира и се префрлив на овој начелико и тука си останав веќе 6 години. Од секогаш сум сакала да се занимавам со видеа, со филмови, едитирање, со се, па ова ми е како еден вид на вежба за да можам да се најдам идната работа. И последното прашање во ова видео е од Леонтина Бенсон. Таа не беше во можност да ми сними видео, па ми го пиша прашањето во порака, па ајде да видиме што има таа да ме праша. Кој е мојот животен сон? Мојот животен сон е да си имам свој бизнис, тоа го одговорив и во некое прашање пред тоа, мислам од Делфинче дека беше. И уште едно, каде се гледам себе си за 10 години? Најреално, не знам каде да се гледам за 10 години. Се надам дека ќе бидам жив и здрав за 10 години, бидејќи што тргнало времето, секој млад умира од срцев удар, од нешто. Младите се најголемата жртва на собраќајки, и самите сме се криви, но се надам дека за 10 години ќе бидам жив и здрав, се надам дека ќе имам работа, куќа си имам веќе, се надам дека ќе бидам самостоен за 10 години, иако ќе бидам во иста куќа со моите, но куќата ни е поделена на 2 дела, па едниот дел ќе се повлечам јас таму и ќе бидам самостоен. Би имал 29 години, се надам дека би го завршил факултетот до тогаш, па и порано. Не знам, немам некоја голема визија за некои 10 години, бидејќи не знам што ќе се случи утре, а не па што ќе се случи за 10 години. Па тоа е тоа за овој видео. Се надам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да ставите лайк, да се сабскрајбнете на мојот YouTube канал и коментирајте доле што друго сакате да снимам. Па се гледаме во некој наредно видео. Чао!